Благодарам, почитуван подпредседател. Се јавив за реплика затоа што почитуваниот говорник тотално излезе надвор од тоа што е предмет на законот, иако тој е подписник на законот. Имено законот е 1, 2, 3 члена и се регулира кој може да биде директор со колку кредити и така натаму. И тоа е во ред, помалку или помалку важно, нешто се става во закон. Меѓутоа, во останатиот дел од својот говор, најверојатно потекнат од состојбите во здравството во Република Македонија, кој е катастрофално, и посебно од состојбите во клиниката за онкологија, беше спомнато дека секој треба да одговара и дека секогаш одговорноста е индивидуална. Господине пратеник, Ненад, не знам дали сте прочитале, дали сте слушнале, дали сте виделе, постојат и други типови на одговорност. Имате колективна одговорност, имате институционална одговорност, имате политичка одговорност. Сигурно овие поими ви се непознати и добро е да ги проучите, за да ви станат малку подобри работите и појасни. Значи, не секогаш индивидуалната одговорност е причина за завршување на одреден случај. Особено големо влијание има политичката одговорност. Ќе ви направам еден пример. Во Грција имаше сообраќајна несреќа со воз. Министерот за транспорт и врски си поднесе оставка за да не влијае на истрагата. По тој настан премиерот одлучи да спроведе избори, вонредни избори. Тоа е политичка одговорност. Најпрвин, за да не ја попречувате истрагата. Тоа што ни се случува во моментот во здравството, во онкологија, најпрво требаше да има политичка одговорност. Луѓето кои се инволвирани во случајот не треба да се на тие позиции затоа што ги скриваат делата, затоа што влијат на истрагата. Да ви спомнам, државниот ревизор влегол во онкологија и констатирал неправилности. Тој извештај е доставен до владата. Владата морало да реагира. Кога владата не реагирала, тука има одговорност политичка, има институционална одговорност. Вие за тоа не сте слушнале и добро е да прочитате малку некои работи за политиката и за одговорноста, ако веќе тоа лично не го чувствувате. Благодарам.